Во последните 3 години, според државната статистика, во Македонија се вратиле 1405 македонски граѓани кои живееле во странство. Во исто време, од државата си отишле речиси 4 пати повеќе луѓе отколку што се вратиле. Меѓу оние кои одлучиле животот да го продолжат дома е Стефан Трајковски, млад градежен инженер, експерт за железница, кој поголемиот дел од својот живот го поминал на страна, главно во Англија. Се школувал на престижниот Лондон Сити Юниверсити. Завршил интегрирани студии од 4 години, со кои се здобил со звање магистар со 240 ЕКТС кредити. Лани се вратил во Македонија со желба своето знаење и искуство да го донесе тука. Ги превел сите документи и поднел барање за нострификација на дипломата. За жал, Министерството ми одговори дека барањето не може да се прифати, поради тоа што сум немал доволно кредити за да се стекнам со титула магистар во Македонија. Во македонскиот образовен систем, титула магистар се добива со 300 кредити или пластично кажано, студии 3+2 или 4+1 година. Велика Британија, од друга страна, има и интегрирани студии, па магистар може да се стане и со 4 и со 5 години студии. Токму тоа се аргументите на Министерството за образование и наука за непризнавањето на дипломата. Интегрираните студии од Обединетото кралство, кои носат 240 ЕКТС кредити, не ги исполнуваат пропишаните критериуми за вкупно траење и опфат на квалификацијата согласно со домашната рамка на квалификации. Поради тоа, при конкретната постапка на признавање, Министерството утврдило дека доставената диплома не може да се изедначи со квалификација од втор циклус во Република Северна Македонија, односно дека се работи за квалификација која не ги исполнува условите за магистерски степен во националната рамка поради недоволен број на ЕКТС кредити, велат од МОН. Србија, држава која има речиси идентичен образовен систем како и Македонија и која исто така се приклучи на болонскиот систем, за помалку од 1 месец му ја нострифицирала дипломата. За Стефани не би било проблем дали во Македонија ќе биде признаен како магистер или не, доколку не е градежен инженер, бидејќи без неговата диплома не може да добие овластување за да стави подпис на својата работа и со тоа не може да работи во македонски компании. Не можам да се стекнам со овластување за да можам понатаму да си барам работа за македонска компанија. До сега сите компании во кои што го дадов моето CV, сите кажаа дека имам доста јако CV, кој што може да се искористи, меѓутоа без овластување не можат да ме искористат како што треба, пошто не сум овластен да потпишам никаков документ. За парадоксот да биде поголем, тој не може да работи за македонски компании, но може во Скопје да работи за странски. Во моментов работи во белгиска градежна компанија со седиште во Скопје, па со оглед на тоа што проектите се за таму и Белгија ја признава британската диплома, нема никаков проблем да стави подпис на својата работа. МОН вели дека доколку сепак одлучи да му ја признае магистерската диплома со 240 кредити, тоа би довело до нерамноправен третман на домашните студенти кои за исто ниво на квалификација мора да завршат вкупно 300 ЕКТС кредити. Таков пристап би ја нарушил системската усогласеност и би довел до неконзистентност во примената на националната рамка на квалификации, велат од МОН. Сега Стефан има една дилема, дали да продолжи да чука на вратата која му е затворена, кога сите врати во Европа му се отворени. Нема поента да се седи во една држава која што не ќе образованието да го призна. Ќе размислам. Уште не знам, јас се вратив со многу искрена и честна цел. Знаењето кое што го стекнав во двете компании во кои што работев во Велика Британија, што е сериозно знаење да го искористам тука, меѓутоа без прилика тоа да го сторам. Не гледам поента. Даниел Василев, Сител телевизија.